По повод 1 мај, меѓународниот ден на трудот, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до сите учесници во сообраќајот за почитување на сообраќајните правила и прописи и да се вози одговорно. Посочуваат дека во пресрет на предстојниот празник се очекува зголемена фреквенција на возила и патници на патиштата кон туристичките и излетничките места. Не возете под дејство на алкохол. Алкохолот ја намалува способноста за реакција и ја зголемува веројатноста за несреќи со тешки последици. Возете одморени, бидејќи возењето под замор е опасно, исто како возењето под дејство на алкохол. Почитувајте ги ограничувањата на брзината. Прилагодете ја брзината според условите на патот, времето и фреквенцијата, односно густината на сообраќајот. Секогаш користете сигурносен појас. Ова важи и за патниците на предните и на задните седишта. Не користете мобилен телефон додека возите. Фокусот секогаш треба да е на патот. Планирајте го патувањето однапред, проверите ја состојбата на патиштата, избегнувајте замор и правете паузи при подолги патувања. Возачите на мотоцикли и мопеди и лицата кои се превезуваат на нив, задолжително на главата да носат сигурносна опрема кацига, се вели во нивното соопштение. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира да се почитуваат пешаците и велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот. Вчера во општина Газибаба се одржа хуманитарен базар "Мали раце, големи дела" во организација на Општинското основно училиште Крсте Мисирков од Ченто, со цел собирање на средства за помош на настраданите во несреќата во Кочани. Среќен сум и посебно горд на големиот број мои граѓани кои земаа учество на овој настан. Газибаба уште еднаш на дело ја докажа својата хуманост и солидарност. Секогаш кога и да било потребно, ние ја подаваме нашата рака и помагаме. Изразувам благодарност до директорката на Општинското основно училиште Крсте Мисирков, Билјана Трајановска, како и до сите вработени кои земаа учество во реализацијата на овој настан. Посебна благодарност до учениците и родителите без кои не може да успее денешната организација. Ова го напиша на социјалните мрежи првиот човек на Општина Газибаба, Бобан Стефковски. Градоначалникот на Општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски информираше дека заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски и градоначалникот на Општина Аеродром Дејан Митевски, како и заменик директорот на Македонија пат Александар Шуковски, е направен увид на две поврзани интервенции на дел од улицата Киро Фетак, дел од регионалниот пат П1106, која е важна сообраќајна трансферзала, што ги поврзува општините Кисела Вода, Аеродром Зелениково и Студеничани со автопатот. Општина Кисела Вода до владата на Македонија аплицираше со проект за целосна санација на постојниот мост, кој во изминатите години стана опасна точка. Често се случуваа сообраќајни незгоди, се уриваше оградата, а возила завршуваа во атмосферскиот канал. Со сопствени средства изработивме проектно-техничка документација за реконструкција, проширување со тротоари и безбедносно унапредување на мостот, чија реконструкција треба да ја реализира општината со средства во висина од околу 6 милиони динари, соопшти Ѓорѓиевски. Паралелно, јавното предпријатие за државни патишта ќе реализира санацијата и проширувањето на самата улица, напиша Ѓорѓиевски во објавата на социјалните мрежи. Во општина Илинден се одржа завршен настан од Еразмус Плюс од проектот Зелени микроакредитиви. Во рамки на проектот, основната тема што се третираше на настанот е зелените вештини во постсредното образование, која го спојува она што е најважното, а тоа е образованието, економијата и екологијата. Овие три сфери не може да се гледаат одвоено ако сакаме да изградиме економија што е конкурентна и истовремено одржлива. Мора да започнеме со образованието, порача од настанот. На настанот присуствуваше и градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓорѓиевски, кој истакна дека зелените вештини и нивната интеграција во образовниот систем на пазарот на трудот се од особена важност за да се обезбеди поодржлива иднина за општина Илинден, но и за целата држава. Општина Илинден продолжува да вложува во модернизација на образованието и создавање услови во кои младите ќе можат да добијат применливи знаења и вештини, велат од локалната самоуправа.
Комесарот за надпреварување при Кошаркарската федерација на Македонија Александар Милојевиќ ги изрече казните за инцидентот што настана по завршување на надпреварот помеѓу Вардар и Шкупи во првата македонска лига. Двата клуба ќе треба да платат сума во вкупен износ од 195.000 денари, а суспензија од 2 надпревари добија играчот Филип Најков и тренерот Александар Јованчев. Иста суспензија доби представникот на Шкупи Балон Деари, а еден меч ладење ќе има и за помошникот тренер на Чаирчани Фаик Мифтари. Вардарци ќе мора да исплатат 120.000 денари по повеќе основи, додека Шкупи ќе ја пополни касата на Кошаркарската федерација со уште 75.000 денари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја